Влегуваат милиарди странски инвестиции во нашата земја за употреба најмногу на секаков вид на фабрики, отварање на нови работни места, но и во обновливите извори на енергија. Со што ќе влегуваат и повеќе пари во буџетите на општините, во државниот буџет, но најважно, ќе отворат зелени работни места, така наречени во Европската Унија, со големи плати и ќе бидат токму за овде. Од сонцето и од ветерот правиме енергија. Овде во Ранковце, како и во соседните општини, Старо Загоричене, во Куманово и Крива Паланка. Денеска ја објавивме најголемата инвестиција од самостојноста на Македонија. Заедно со германската амбасадорка и заедно со големата компанија германска VPD, која што е инвестиција 500 милиони евра, односно пола милиарда евра, каде што еден значаен голем дел ќе биде на територијата на општина Ранковце. Оваа инвестиција значи поставување на 69 ветерни паркови, кои што ќе го остават символот овде во Ранковце, но и во целиот овој наш регион, за еколошки, зелена средина, чиста животна средина, која што дополнително ќе привлекува инвестиции заради самото производство на зелената енергија, која што денеска останува вкупен надпревар. Милиони евра ќе влезат во комуналии само во Ранковце. Пари со кои што ќе се градат канализации и водоводи, градинки, училишта, ќе се градат патишта и улици. Ова е джиновска инвестиција и затоа денеска денот ќе го запаметиме сите. 500 милиони евра инвестиција, пола милиарда евра се инвестиции токму во Ранковце, Паланка, Старо Загоричане и Куманово. Огромен регион, джиновски, ако правиме споредба, што значат 415 мегавати, тоа се 69 ветерници, а досега имаме само 16 во Богданскиот крај на грчката граница. И тие се таму со некои 2 мегавати. Овие се една ветерница од 6 мегавати. Затоа сакам ова вест денеска и овде да ја потврдам. Не случајно денеска ја објавивме, затоа што сме и во посета на овој регион. Нека ви е честито, ќе оставите траен белек овде со оваа огромна инвестиција во зелена енергија. Ова се инвестиции во здрава животна средина и во економски развој. Дополнително, со изградбата на двете 50 мегаватни електрани на приватните инвеститори во делот на Осломеј, како и двете електрани на ЕСМ, државната компанија, од по 10 мегавати, ја трансформираме електраната Осломеј од досегашен јаглен во иднина на обновливи извори на енергија. Наш врвен приоритет останува влогот во обновливите извори на енергија. Правиме струја и од отпадот. Следна инвестиција од ваков стратешки карактер ќе биде инвестицијата од отпадот на 74 општини во јужниот дел на државата, 327 милиони евра инвестиција да произведуваме зелена енергија преку така наречените европски инсенератори, кои што представуваат исто така значаен сегмент во севкупните политики на заштита на животната средина во државата. Значи од ѓубре и од смет, производство на зелена енергија. Вложуваме и во чист воздух, чиста вода и чиста почва. Затоа инвестираме во нови канализациони системи. Затоа имаме 100 милиони евра обезбедено пари од Европската инвестициона банка за инвестиции во канализации, во водоводи и во прочистителни станици. Се е тоа во духот на зелената агенда, затоа што ова наша земја може да биде најзелена татковина, најзелена држава во југоисточна Европа. И јас ве уверувам, заедно, вие, владата, парламентот, сите заедно, ќе се гордееме со инвестициите во зелената енергија во нашата земја. Исто така, продолжуваме понатаму да помагаме во инверторите, се со конечна цел да го заштитиме и воздухот. Воздухот е многу значајно, Скопје и големите градови имат сериозен предизвик, но со инвестициите кои што досега ги вложивме и со тоа што продолжуваме, верувам дека ќе постигнеме комплетно заштита на воздухот, на почвата и на водата. Еколошката агенда навистина е високо на приоритетите, затоа што и тоа
е најдоброто за сите. Во следниот период, овде, начело со Данијел, со Александра, со овие советници, ќе го подржиме општина Ранковце и денеска го давам зборот пред вас, барајки го вашиот глас и вашата подршка. Ќе дадеме подршка во изградба на оваа ветерница, за да може 100% комуналиите од изградбата на секој столб, што е некаде по мегават и 1.200.000 денари. Значи 6 мегавати, еден столб носи само 100.000 евра приход на општината.